Највисока просечна оценка годинава има по предметот германски јазик 4,27%, кои го полагале 142 матуранти, а највисок процент на кандидати што паднале во однос со бројот на пријавени има по предметот француски јазик. Тој предмет не го положиле 52 од 285 или 18,2%, а просечната оценка е 2,87%. Просеците по англиски и руски јазик изнесуваат 2,95 и 3,34. Слични како и во минатите години се просечните оценки по задолжителниот предмет мајчин јазик и литература. Македонски 3,32, албански 3,1 и турски 3,52%. При тоа се има предвид дека за преодна оценка кај мајчините јазици се потребни најмалку 36 од 100 бода, а кај странските јазици минимум 22. Во однос на минатите години има зголемување на просечната оценка по предметите математика, основно 3,2 и напредно ниво 3,84, иако е се уште многу мал бројот на учениците што се пријавуваат за да го полагаат. За положеност, основно ниво се потребни најмалку 20, а за напредно ниво 26 бода. Не паднал ниту еден пријавен по предметите естетика и филозофија, кои како изборен предмет ги полагаат матурантите од уметничките училишта и за кои се потребни најмалку 20 и 21 бод. Просечната оценка кај нив е 2,68%. Матурантите кои не ја положиле матурата или еден од двата испита ќе може да се пријават на тестовите идниот месец на 14 и 16 август. Без положена државна матура не може да конкурираат за упис на факултет. Министерството за образование и наука најави дека на 24 јули ќе објави ранг листата на сите 104 средни училишта според постигнатите резултати на државната матура во